Општина Центар на вонредна седница донесе нова одлука за мораториум за градба. Се изгласа со 16 гласови за, додека советниците на ВМРО ДПМНЕ беа воздржани. Градоначалникот Богдановиќ вели дека во подготовка на оваа одлука имале помош од правници, професори и академици и дека со овој чекор престанува да важи последната одлука за мораториум која беше донесена на 13 декември минатата година. Сега Уставен суд нема потреба да расправа дали таа е уставна или не, бидејќи не важи. Ние само донесовме одлука во која што по најавите од Уставен суд си донесовме одлука за неприменување на деталните урбанистички планови, се додека не се донесат нови, бидејќи ние во поголемиот дел од плановите веќе сме при крај со завршување со ревидирање и со тоа што планираме да ги исправиме грешките кои што ги имаме затекнато во старите детални урбанистички планови, сакаме да имаме доволно простор и време за да ги завршиме плановите кои што сме ги почнале и со тоа да колку толку успееме да зачуваме тоа што може да се зачува. Уставниот суд пред една недела привремено го укина мораториумот на 31 детален урбанистички план, а со мнозинство гласови судиите одлучија да ја разгледуваат законитоста на одлуката на Општина Центар. Богдановиќ веднаш по донесувањето на оваа одлука на Уставен суд за еден ТВ изјави дека општината била изненадена и разочарана и најави дека ќе ги преземе сите правни мерки кои ги имаат на располагање. Ние не се откажуваме од мораториумот и ќе ги искористиме сите правни можности за да донесеме подобри нови урбанистички планови, најави тогаш градоначалникот. Инаку за потсетување, одлуката за мораториум на овие 31 детален урбанистички план, Општинскиот совет првично ја донесе на 27 декември 2017 година, а во декември 2018 со нова одлука го продолжи до крајот на април годинава.